Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Темата на денешното видео ќе биде простувањето и уште на почетокот сакам поконкретно да кажам за што ќе зборувам, затоа што простувањето е една огромна тема која не може да се образложи, објасни, обработи во 10 на 15 минутно видео. Мојот фокус ќе го задржам на простувањето како чин, како процес и на потребата да се прости или неможноста да се прости некому, а нормално ќе споделам своји лични размислувања и се разбира дека вие може да се согласите или не, а јас се надевам дека некому ќе му помогне да види некоја друга перспектива, да пронајде нешто што може да му служи. Знам дека не е едноставно, особено ако ние имаме такви уверувања. Ние многу често простуваме, меѓутоа понекогаш навистина не можеме да простиме некои работи кои што нам не изгледаат многу големи, многу тешки, и тоа апсолутно го разбирам. Различни се нашите граници, што ние можеме да поднесеме, што дозволуваме, така што за различни луѓе различни нешта се помали или поголеми, им треба различно време и можеби своји лични начини како да поминат низ тој процес доколку се разбира избрале да простат. Мислам дека ова видео е најмногу за последната група, за оние кои што сакаат да простат, не знаат како и можеби им требаат одговори на некои прашања кои што ќе им помогнат полесно да се одлучат за тој чекор. Зошто да простиме? Што ќе добиеме со тој чин на простување? Дали простувањето ќе ни го олесни понатамошното живење? На крајот на краиштата што ќе добиеме ако не простиме? И знам дека можеби звучи чудно, бидејќи најчесто би одговориле дека ништо нема да добиеме, меѓутоа и она што ќе ни остане од непростувањето е некоја наша добивка со која ние мора да се носиме понатаму низ животот. Знам дека постојат теории, учења, мислења, дека луѓето кога се ставаат во улога да простуваат некому, се ставаат во улога над некој, дека ние едноставно сме способни да ги прифаќаме работите такви какви што се, меѓутоа се до тогаш, додека постојат луѓе кои имаат проблем, предизвик со простувањето и додека јас го слушам тоа, сметам дека треба да се зборува за простувањето. Ќе зборувам за простувањето како еден долготраен процес кој што се случува внатре во нас, кој што не е многу важно кон кого е наменет, низ кој ние поминуваме со цел да си го лесниме живењето, а некако нешто што го правиме за некого или кон некого однадвор, и дека простувањето не го сметам како поддршка, како ослободување на одговорноста на некој кој што направил нешто, повредил некого, туку како процес во кој што ние се ослободуваме себе си од тоа да ја носиме таа тежина на тоа што некогаш било се уште со нас. Кога простуваме некому, јас тоа го разбирам како еден процес на ослободување, пуштање на нешто што се случило во минатото, да остане таму во минатото. Не го гледам како процес во кој учествува некој друг. Ние можеме да простиме на некој кој не е физички присутен, на некој кој одамна не контактираме со него, сме ги прекинале сите односи и врски, затоа што не простуваме заради некој, туку простуваме заради себе. Простуваме заради тоа да не носиме некој со себе и тоа што тој го направил, да не ја делиме одговорноста за сторениот чин. Тие луѓе кои што не повредиле и ние имаме потреба да им простиме, не ни размислуваат на тоа, некогаш не се ни сеќаваат, а понекогаш ни го заборавиле името. И токму затоа простувањето е еден чин на ослободување, на расчистување на некоја тежина која можеби долго ја носиме со нас. Но тоа не значи дека го поддржуваме сето тоа што ни се случило, нити дека се правиме дека не било, дека не болело, дека не повредило. Многу често потребно ни е да разбереме зошто некој некогаш некако се однесувал со нас, зошто некој некогаш ни направил нешто и така натаму. Се разбира, секоја ситуација е индивидуална, меѓутоа најчесто
nešто што помага и ослободува е соочувањето со тоа дека тие луѓе кои повредуваат најчесто се повредени. И понекогаш повредувањето на другите го сметаат како ослободување од својата болка. Многу пати сум кажала и напишала на мојата страница Ти можеш, среќните луѓе не повредуваат други луѓе. Среќните луѓе се едноставно среќни, полни со љубов, со живот и го живеат својот живот. Но да се вратиме на темата на простувањето. Како што реков, простувањето го сметам како личен чин, како нешто интимно, нешто што го правиме за себе. Да го живееме животот поедноставно, полесно, да не носиме со нас стари тежини, стари приказни, кои ќе не представуваат проблем и ќе не кочат во сегашноста, ќе не попречуваат да веруваме, да се сближиме со луѓето, да се поврземе и така натаму. И кога викаме не можам да простам, или кога избираме да не простиме, тоа значи дека се уште не сме подготвени да ја пуштиме личноста која не повредила, ситуацијата во која сме биле, дека од некое минато време ја носиме се уште со нас во сегашноста, дека ние дозволуваме нешто што било некогаш во минатото да ни представува товар и да не спречува да уживаме во животот кој што денес ни се случува. На тој начин ние се уште ја делиме одговорноста со тој кој што некогаш не повредил, навредил, со тоа што ни се случило и тоа е наш избор. Може би е време да се запрашаме дали вреди, дали тие луѓе заслужуваат, затоа што простувањето е чин кој го правиме затоа што ние заслужуваме. Ние заслужуваме да се ослободиме, да живееме поубаво, а не затоа што тој на кој што му простуваме го заслужува тоа. За да се прости некому, постојат многу вежби, техники, различни начини. Меѓутоа, она што е најбитно е нашата одлука и желба конечно да простиме некому, да го пуштиме од нашиот живот, од мислите, од емоциите. Се додека ние не донесеме на вистина одлука да простиме некому, сите вежби, сите техники, сите совети, сите помош и подршка кои ќе ни ја даваат другите, нема да ни помогне. Ние едноставно нема да чуеме, ќе создадеме некој отпор кон тоа, затоа што веќе внатре во себе си сме одлучиле да не простиме. А простувањето не е лесен процес. Понекогаш треба да се навратиме во она што на вистина не болело, понекогаш треба да го одболуваме, да го исцелиме, да го исплачеме, да го разбереме, да се разбереме и себе си, а може би и да си простиме и себе си, за да можеме да му простиме и на другиот, доколку чувствуваме некаква вина за тоа што некогаш ни се случило. Простувањето на себе си е исто така многу битно, затоа ќе зборувам во некое следно видео, но сега само сакам да спомнам дека се додека не си простиме себе си, нема да може да простиме и на другите. Затоа и простувањето на себе е многу важно, дури и поважно од тоа да им простиме на другите. Јас лично сум имала различни искуства. Во одредени ситуации за одредени луѓе сум мислела дека не можам и не сакам да простам. Ми требало некогаш и повеќе време. Сум поминувала и сама низ различни процеси на простување и исцелување. Понекогаш низ тие процеси излегувале и некои работи кои што сум мислела дека сум ги простила и дека сум ги оставила во минатото, меѓутоа останало нешто незавршено. И лично верувам во ослободувачката моќ на простувањето. Сметам дека тоа е еден чин кој што го леснува животот и кој што не прави посигурни, постабилни, посреќни и повеќе своји на своето, затоа што кога не простуваме, како еден наш дел да останал заглавен и заробен некаде во минатото, ги пренесувам тука своите ставови, своите размислувања. Како што кажав и на почетокот, вие не мора да се согласите, но сите ние живееме со своите избори и одлуки. Не треба да се форсираме, не треба да се притискаме, нити да се лажеме себе си дека сме простиле некому, ако тоа не е така. Секому му е потребно различно време,
различни начини како ќе го направи тоа, а се разбира секогаш, доколку не можете сами, побарајте помош и поддршка од некој кој ќе ве поддржува додека поминувате низ ситот тој процес, се разбира доколку имате потреба да простите. На крај да резимираме, зборував за простувањето, кое што не сметам дека е едноставно и лесно. Не сметам дека сите сме подготвени. Свесна сум дека на сите ни треба различно време и различни начини. Некогаш ни треба и поддршка и дека понекогаш едноставно не сме подготвени да простиме. Се има свое време. Се гледаме во следното видео.